I'm launching an exploratory committee for... Откако ги објави своите намери преку социјалните медиуми, Ворен излезе пред својот дом во Кембридж, Масачусетс, за да им се обрати на новинарите. Ке се борам до крај, бидејќи американската средна класа се губи, а можностите за многу млади луѓе се намалуваат. Ворен рече дека ќе води кампања која нема да ја направи задолжена кај големите донаторски компании. Не мислам дека треба да водиме кампањи финансирани од милиардери, без оглед дали тоа се прави преку политички комитети или тоа се нивни пари кои ги трошат. Јасно покажуваме дека демократите се партија на народот, со тоа што се здружуваме и ги финансираме нашите кампањи. Нашите кампањи функционираат преку народот. По мојата објава, веќе добив донации од сите 50 држави, од дистриктот Колумбија и од Порто Рико. Но дури и приврзениците на гледиштата на Ворен се прашуваат дали таа може да привлече поширок круг на различни избирачи. Вербалната препирка со председателот Доналд Трамп за незиното домородно американско потекло не го подобри незиниот имидж, додека видеото што го продуцираше за да му докаже на Трамп дека греши, веројатно уште повеќе ја влоши ситуацијата. Но Елизабет Ворен ќе ја наречам недоветна. Таа е еден од најлошите сенатори во САД воопшто. Таа практично ништо нема направено. Ако зависи од неа, деноците би биле 95%. Ворен на новинарите им одговори дека американците на крајот ќе гласаат за влада која што работи за нив. Републиканците, Доналд Трамп, јасно ставија до знаење. Тие мислат дека владата треба да работи за богатите и токму сега тоа го прават. Мислам дека треба да работиме за сите други и затоа е оваа борба. Демократската сенаторка рече дека е капиталист, а не социјалист, но дека е против кражба. Ако победи на номинацијата во незината партија, Ворен најверојатно ќе се кандидира против Трамп. Актуелниот председател е секогаш опасен ривал, но Трамп покажа дека може да биде и безмилосен.